буквата Д. Ден на змијата. На 22 март во селото Орман, Скопско, се изведува следниот обичај со змиите. Пред се треба да се спомене дека во тоа село длабоко се верува дека на тој ден змиите излегуваат од дупките за прв пат таа пролет и стојат надвор на припек цел ден и пак се прибираат за да дочекаат уште потопли денови. Се смета дека тие ќе излезат дури и ако времето не е добро. Уште се верува дека на тој ден змиите не касаат, па дури и да каснат не се отровни. Затоа можат да бидат фаќани. Освен тоа, народот верува дека ако тој ден змијата се допре до облеката на човекот, тој ќе биде среќен преку годината и тоа токму во тој поглед во кој се смета за несреќен. И затоа тој ден некои луѓе одат по карпите и бараат пред ручек да фатат змии и ги пуштаат да минат преку крпи, шамии, ризи и друга облека на таквите луѓе. Главно жените држат до тие верувања, особено жените што немаат деца или тие што сакаат да имаат уште деца. Во минатото пред 20 на години обичајот почнувал со песни од страна на девојките и невестите пред дупките, во кои живеат змиите. Кога жените не пееле, момците свиреле со кавали и шупелки. И во едните и во другите случаи верувале дека змиите биле привлекувани или од песните или од свирките и излегувале надвор да ги фаќале. Сега веќе не го прават тоа. На друго место во Скопско овој обичај не се прави. Непосредно по земјотресот председателот на СФРЈ Јосип Броз Тито изјавил: да си скопјанец не е лична карта, биографска информација, место на раѓање, живење, адреса. Да си скопјанец тоа е комплимент. Скопје доживеа невидена катастрофа, но Скопје повторно ќе го изградиме. Тоа ќе стане гордост и символ на братството и единството, на југословенската и светската солидарност. Овие букви беа изработени во метал и закачени на старата железничка станица како меморијал за солидарноста во изградбата на постземјотресно Скопје, но беа тргнати во 2011 година. Председателот на тогашната СФРЈ Јосип Броз Тито 16 пати го посетил Скопје. Прв пат на 11 октомври 1945 и за последен пат на 5 октомври 1978 година. Во слободно Скопје за прв почесен граѓанин е прогласен на 13 ноември 1946 година. Прогласен е и за почесен член на Македонската академија на науките и уметностите. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја